Да, продолжуваме со емисијата како што најавивме. Тука имаме Татјана Баевска Вучковиќ, педијатар, специјалист, пулмоалерголог во приватната здравствена установа Биотек, моментално работи, инако и поранешна директорка на Здравствениот дом Скопје. Добре дојдовте во студио 10. Благодарам на поканата за гостување во вашата емисија. Чест и задоволство е да вака поразговараме за здравството општо и педијатријата. Да, сте доаѓале кај нас во телевизијата, сакам да кажам, во студио 10 сте прв пат. Ќе поразговараме за вашиот делокруг на работата, се разбира. Повод за емисијата ни е плакетата која добивте повод 7 април, Светскиот ден на здравјето од Македонското лекарско друштво. Па еве да почнеме со тоа. Да. Секоја година 7 април се одбележува бидејќи е Светски ден на здравјето. Македонското лекарско друштво со децении одбележува и воглавном на тој настан се споделуваат активности и одредени сознанија кои што биле во таа година, меѓутоа секоја година се доделуваат признанија. Се почнува со благодарница, диплома, плакета. Највисокото признание е Трифон Пановски. Оваа година имав чест да добиам плакета од Македонското лекарско друштво, бидејќи зад себе имам 26 години работно искуство и за сето она што во целиот тој работен стаж, почнувајќи како општ лекар, доктор на медицина, педијатар, субспецијалист, пулмоалерголог, во одреден период од мојата работна кариера имав и менаџерска улога, значи имав менаџерски активности. 2 години бев раководител на средно ниво на поликлиника Бит Пазари и Дадија, а потоа 5 години бев како генерален директор на Здравствен дом Скопје, кој што реално е најголема здравствена установа во државата. И всушност за сите нас во Македонско лекарско друштво има на некој начин досие за се она што се постигнува и плакетата е во однос на сите оние активности, професионални, стручни, меѓутоа и раководна како функција, што е реализирано во сите овие 25 години за она што јас лично и со тимот со кој што работам, значи од превентива каде што бев во Идадија 12 години, потоа како субспецијалист во Букуреш бев на секундарно ниво и воопшто тимот со кој што работев и колегите од Здравствен дом Скопје во период на менаџирање на Здравствен дом Скопје. Да, вие како лекари имате дадено Хипократова заклетва, во неа се знае што е вашата грижа за пациентите, за здравјето, но сепак мислам дека вие плакети, награди на некој начин сепак се една дополнителна сатисфакција, ајде да речеме, за вас како професионалци. Да, секако секое признание прави предизвик и мотив за уште повеќе, бидејќи најголема награда е од кога доаѓа од фелата од колегите, а за нас како професионалци најголема награда е, ке зборувам за мојата професија, педијатрија. Тоа беше љубов на прв поглед, значи прва генерација сум со 6 годишни студии, имавме стаж во Здравствен дом Скопје и онаа комуникација директно со пациентите, со родителот и едно дете кој ќе ви го донесат како бебе од 3 килограми, вие го растете и во тој момент знаев дека како специјалист сакам да бидам педијатар. Педијатријата е една посебно значење има како дејност, како струка, бидејќи ние немаме еден пациент како дете, ние ги имаме и родителите, бидејќи детето не доаѓа само, нели? Така да многу е важна таа комуникација, многу е важно следењето на растот, на развојот, задолжителната вакцинација, многу бројните заразни заболувања во есен и во зима највеќе доминираат респираторните заболувања. И сега во овој период, нели, каде што сме, тоа се алергиските заболувања, сезонските алергии кои што се присутни и на секој начин педијатарот, значи од првиот контакт кога ќе дојде на посета до формирање на еден возрасен е многу важно да се следи, бидејќи наша цел е да продуцираме, да создадеме, да развиваме здрави деца, здрави млади кои што се всушност и нашата иднина.
Да, ќе поразговараме за тоа што е актуелно во однос на тоа на заболувањата, на состојбите. Ја спомнавте комуникацијата. Тој дел ми е интересен бидејќи еве и сам како родител и во комуникација и со други, ми се чини дека во тој однос со лекарот таа комуникација е многу важна. Може би е важно подеднакво како и експертизата на самиот лекар, бидејќи луѓето одбираат лекари со кои имаат добра комуникација. Некогаш имаме и лекари, специјалисти кои се навистина добри и стручни во својата област, но доколку немаат добра комуникација со луѓето, добра енергија, потоа ги избегнуваат на некој начин. Да. Мислам дека тоа е така. Јас од првиот ден кога работам како доктор имам пристап како е кога сме ние од другата страна. Значи како и ние сме некогаш пациенти. Посебно во однос на еве како педијатар, многу е важно бидејќи нема ништо поважно од дете. Така родителот и за 37/2 може да биде вознемирен, затоа сме ние тука. Или ќе дојде новородено на преглед, или предвреме родено. Значи родителите тука се изгубени. Поддршката од нас, што е многу важна, е професионално она што ние треба да го дадеме, меѓутоа многу е важно како се комуницира. Затоа велам, значи ке нас не доаѓа дете како пациент, туку доаѓа цело едно семејство. И убавината во сето тоа е што ние стануваме како дел од тие семејства, растеме заедно, споделуваме и убави и помалку убави работи, меѓутоа комуникацијата е клучна. Јас имав чести задоволство, кариерата ја почнав во поликлиника Идадија, каде што учев и работев и црпев искуство и знаење од навистина педиатри од бивша Југославија, како што се вели. И сега имам пациенти кои што тогаш биле по 5, по 10 години, сега тие се родители, па кога ќе дојдат со нивните баби, велат: Леле, докторке, како што кажувавте за синов мој, сега за моите внуци. Значи, советот и комуникацијата се многу важни во таа релација на доктор и пациент или во нашава приказна како што педиатрите сме ние. Значи, мора да се комуницира, мора да се смири тој родител, бидејќи ако нема комуникација, едно е што терапијата вие ќе ординирате, тука не завршува. Значи, многу повеќе помагаат симптоматски третмани, објаснување како да се намали температура со ладење, ќе се даде парацетамол, меѓутоа пропратните работи како ладење, туширање, течност и поење, тоа родителот сака да го слушне. Значи, хемијата е една улога, меѓутоа она како што кажавте, многу е важна комуникацијата. Да. Добро, што е наактуелно сега? Ги спомнавте алергиите, на што најмногу се жалат пациентите? Да, сега сме во сезона на алергии, која што почиња од февруар, трае до октомври, имаме раноцветачки, значи полен од раноцветачки дрва, па потоа е тревата, сега е таа најактуелна, како што се сега и липа и топола, па потоа се доцна цветачките, тоа е амброзија, коров и плевел. Што е важно, значи од моето искуство, ке нас на некој начин е субдиагностицирана алергијата ке децата, бидејќи се зема во предвид дека чести настинки, течење на нос, кашлица, тоа е нормална работа, да, тоа е до некаде така, меѓутоа кога тие се повторуваат, потребно е да се направи исследување. И затоа сме ние тука како професионалци, значи алергиските исследувања се прават да се потврди или да се исклучи. Во таа насока на светско ниво, значи веќе се на високо 3-то место алергиските заболувања, воглавном доминираат во урбаните средини. Значи, покрај поленот што го имаме како висока концентрација, секако загадувањето на воздухот, нечистиот воздух, општо загаденоста допринесува да имаме поизразени клинички слики ке овие пациенти. И како што кажав, многу е важно да се потврди или да се исклучи. Јас каде што работам сега во поликлиника Биотек, значи со лабораторијата имаме тесна поврзаност, на многу едноставен начин докажуваме или исклучуваме. И тоа е важно да кога ќе докажеме, се дава соодветна терапија. Таа терапија уствари е превенција
за да се стабилизира, значи реактивноста во организмот од алергиите, за да детето нема компликации или чести атаки на кашлици, на обструкции, бидејќи со алергија се живее, меѓутоа треба да се научи како да се живее, за да се има и соодветен квалитет на живот. Да, често кога зборуваме за алергиите, пациентите се жалат, еве и родителите во однос на децата, дека иако ги прават сите потребни тестирања, дека најчесто се, не најчесто, туку некогаш се негативни, но сепак лекарите остануваат на ставот дека најверојатно алергија е причинител за појавата, но тестовите не покажуваат одредена алергиска реакција. Видете, широка е палетата на алергени. Значи, во најмалата возраст до 5 години воглавном доминираат нутритивни алергени, значи алергени од храна, кои што ќе децата даваат воглавном респираторна симптоматологија. После 5-та година веќе доминираат инхалаторните, воздушните алергени. Во литературата стои атописки марш. Значи, тој атописки марш почнува веќе во раната доенечката возраст со црвени образи, всушност тој атопискиот дерматит или екзема народно кажано, и на него се надоврзуваат понатаму дали уртикарија, алергиски ринит или алергиска астма. Алергиите се генетско заболување, значи наследно. Со фактори од средина имаме клиничка манифестација. Кога и во каква форма ќе се појави, тоа само гените знаат што проектирале. Меѓутоа, што е важно? Покрај алергија, како докажана алергија, постои иритација. Значи, ние, например, не можеме тоа да го докажеме, меѓутоа ги предизвикува истите клинички симптоми како за алергија и кога ќе се даде таа соодветна терапија, се смирува. Така да и во литературата стои алерджик, нон алерджик. Значи, ние не можеме да го докажеме, меѓутоа, клиничката манифестација е во таа насока. Вообичаено ке помалите деца тие состојби се надминуваат. Значи, има пациенти кои што никогаш во животот не имал, на 35 години наеднаш манифестира и е тесно поврзано алергиското заболување со состојбата на имунитетот, бидејќи тие на вагата треба да бидат изравнети. Кога ќе се наруши имунитетот, доминира алергиското заболување. И обратно, ако имаме неконтролирано или недокажано алергиско заболување, се троши имунитетот, па тука се накалемуваат вирусни, бактериски инфекции и така натаму и се комплицира состојбата. Затоа многу е важно да се следи од педијатар, од субспецијалист пулмоалерголог, бидејќи како што кажав, со алергија се живее, само треба да се научи да се живее и тука е исто важна комуникацијата, бидејќи даваме совети на родителите. Родителите го учат детето како треба и утре тоа дете кога ќе стане родител, веќе е запознаено како треба да продолжи. Бидејќи ако еден родител е алергичен, 50% се шансите да детето има алергиска генеза, а ако 20 се алергични, тогаш 70% има можност да детето биде со алергија. Постои некое верување кај популацијата дека се зголемува процентуално тој број на алергии. Дали е тоа поврзано со квалитетот на воздухот, дали со начинот на современото живење или нешто друго? Точно ли е тоа? Да, точно е, да. Посебно и кажав на почетокот е многу повисок процентот на алергиски заболувања во урбана средина. Значи, тука се издувни гасови од автомобили, загаден воздух, општа нечистотија, нездрав начин на исхрана, брза храна, за разлика од руралната средина, каде што таму сепак природата си го прави своето, нема загаденост, нема таква урбана, да кажам, инфраструктура, возила премногу, така да тоа се работи кои што на светско ниво се докажуваат. Растат бројките на светско ниво, на високо трето место, растат и ке нас, меѓутоа ке нас, ако соодветно се докажуваат, веројатно бројките би биле поголеми, бидејќи еве од моето лично искуство, навистина имаме субдиагностика во однос на алергиските заболувања. Сакате да кажете дека не се детектирани сите, помалку се детектираат него што се не се соодветно исследувани, не се соодветно докажани или исклучени, така да мислам дека впечатокот е и со колегите што споделуваме дека има субдиагностика. Вие кажавте дека генетиката најмногу влијае, дека влијае и околностите, загадувањето, факторите од средината, тоа е факт. Може ли промената на животниот стил, на навиките, на тоа да подобри, значи да го подобри
влијанието врз алергиите, еве врз децата, дали може потоа да не бидат толку алергични? Значи, знаете како, ако детето има генетска предиспозиција за алергија, тоа ќе ја развие. Меѓутоа, ако факторите од средината бидат поквалитетни, нема да има потешка клиничка слика или одредени, да кажам, екзарцербации, влошување на клиничката слика. Ќе ја помине полесно. Да, факт е тоа. Да. Добро. Во однос на другите сезонски вируси, поминавме и таа фамозна голема кашлица, ми се чини дека помина најголемиот бран, за тоа зборуваа вашите колеги најмногу, дека многу се зборуваше за вакцинацијата, за намалениот опфат на вакцинација, дека тоа најмногу влијае. Како да ја подобриме таа слика? Како да го зголемиме тој процент, бидејќи гледаме дека имаме многу родители кои едноставно не веруваат во вакцинација, не ги вакцинираат своите деца, па потоа имаме вакви епидемии и други појави. Јас имам и големо искуство во таа област, бидејќи 12 години поминав на превентива, во делот на вакцинација бев 4 години член на Националниот комитет за имунизација, каде што и се прошири календарот за имунизација. Значи, од првиот мој работен ден што го имав во поликлиника Идадија, значи, воопшто не стануваше причина за разговор за вакцина дали да се прими или не. Значи, родителите си доаѓаа, никој нити прашувал потекло на вакцината, од каде е, која носи, која дистрибуира. Ова зборувате за порано? Ова го зборувам, да, значи за 1998 година кога почнав да работам. За како да низ годините, нели, како поминува времето, значи ова не е тренд од сега, ова е веќе тренд од многу поодамна, почна шпекулации во однос на квалитетот на вакцините, во однос на како се носи, кој ги носи, составот на вакцините. Значи, најодговорно можам да кажам дека во нашава држава вакцините и вакцинацијата е еден од најквалитетните процеси што постојат, бидејќи тие се набавуваат на централно ниво, Министерството за здравство ги набавува и секогаш се вакцини од листата на Европска Унија. Значи, тие вакцини што се ке нас, тие вакцини ги има во Грција, ги има во Белгија, во Франција, сакам да кажам, истите типови на вакцини се. Во годините, пред да се донесат поливалентните вакцини, како ацелуларната поливалентна вакцина, тоа се пентаксим и хексахим, кои што во 2015 година се донесоа, предходно родителите многу стравуваа, бидејќи од дитепер вакцината кога се примаше, имаше високи температури, послаби дечиња по 2 дена не можеа да одат и меѓутоа се тоа очекувани реакции од вакцината кои што поминуваат во 48 до 72 часа. Многу мал процент завршуваа, например, со хоспитализација и реално, значи, контраиндикација за вакцина доаѓа само со конзилиарно мислење од клиника за детски болести. Ниеден друг лекар не може и не е законски да даде потврда за одложено вакцинирање. Значи, одложено вакцинирање, ако во моментот детето е болно, нормално, на тој предвиден датум нема да дојде. Меѓутоа, кога ќе оздраве, ќе оди да се вакцинира. Така да ние дојдовме во ситуација да јас моите последни години кога бев во Идадија, во Млин Балкан, значи да дојде родител и да побара да се отвори фриждерот да ја види вакцината. Значи, што му значи на тој родител што ќе ја види таа вакцина? Значи, ако не си професионалец, ти тоа што ќе го видиш нема никакво значење. Меѓутоа, ментално и премногу почнаа да искачаат по интернет разни статии. Факт е дека има очекувани реакции од вакцините. Меѓутоа, тоа е транзиторно и поминува. Вакцинацијата е еден од најдобрите процеси општо во здравството, бидејќи после 50-60 години вие имате докажување дека има ерадикација на одредени заболувања. Например, Македонија е ослободена од полио. Значи, имаме комплетна ерадикација. Јас кога почнав на специјализација на детска клиника, тоа беше страшно да гледате деца кои што се заболеле со и развиле полиомиелитис, значи покрај тоа што има трајни инвалидитети, меѓутоа има и смртни исходи. Така да се она што може да се спречи, да се превенира, тоа е клуч на јавното здравје. И ние со години уживавме колективен имунитет и така на некој начин родителите се ослободија, бидејќи сметаа па ете имаме колективен имунитет, ако јас моето дете не го вакцинирам, нема да смени. Меѓутоа таа бројка како се зголеми,
И видовме сега со Пертусисот кои се најклучните општини, значи центарските скопски општини, така да треба, пак ќе кажам, јас сум имала многу и предавања, и гостувања, и соработка со Светска здравствена организација и посебно имавме семинари за комуникација. Значи мора со родителот да се комуницира, бидејќи кога имате вие авторитет од едната страна, исплашен родител, треба со факти и со аргументи да му се објасни на тој родител. Бидејќи бргу се менуваат тимовите во советувалиштата, ќе дојдат млади колеги кои што немаат толку искуство и знаење или вештина во комуникација и сега вие имате родител кој што нели гранатира со безброј прашања од интернет и ако другата страна едноставно не може да се справи со тоа, тогаш тука веќе е, да кажам, оној момент што родителот си одлучува и се случи ова што се случи. Колку помагаат или одмагаат во процесот? Има и ваши колеги кои изборуваат против вакцинација, значи да, и жал. таква појава има, не само да, значи оно што го гледаат на интернет, на YouTube или читаат некакви статии на Facebook. Имаме и значи луѓе од медицината кои изборуваат за тоа дека еве да не речеме дека е штетно да се вакцинираат. Тоа е поразително, бидејќи сите ние се водиме од медицина базирана на докази. Значи, вакцинацијата е еден од процесите кои што не да има докази, него има најголеми докази за нешто што е успешно низ децениите. И ние навистина уживаме во тој колективен имунитет и исто еве како и за ММР вакцината која што се поврзуваше со развој на аутизам, значи се докажа дека тоа нема поврзаност, едноставно оние послаби форми што се во тој период веќе прават поизразена клиничка манифестација, инаку вакцината секако дека не предизвикува аутизам. Па така ни се случи епидемијата со морбили, во 2010 имавме епидемија со паротит, па тогаш луѓето, пациентите трчаа, посебно со машки деца, да ги вакцинираат за да ги заштитат, бидејќи ако направат компликација од заушки има орхид кој што може воспаление тоа на тестиси, кој што може да даде траен стерилитет. И во такви критични ситуации тогаш сваќаат колку е важно да ги вакцинираат, да ги заштитат децата. Значи, навистина е благодет таа вакцинација и таа превенција, бидејќи не заштитува од развој на тие заразни заболувања кои што може да имаат тешки последици или смртен исход. Целта наша општо како педиатри, како педиатриско здружение, како експерти е да имаме проширување на тој календар. Например, еве во светот се вакцинираат децата и во редовен календар е за варичела, кој што исто вирусно заболување како морбили, како заушки, како рубеола. Така да многу е важен тој процес, меѓутоа пак ќе кажам, потребна е едукација и на тие млади колеги што почнуваат да работат во советувалишта, потребно им е едукација, потребно е конкретно запознавање, дури со Светска здравствена организација правевме како анкетни листови, што најчесто се прашува за да бидат они подготвени како да одговорат, бидејќи секој нема така вештини и такво искуство, за да може да се справи со еден родител кој што ќе дојде на некој начин набилдан со информации од интернет. Да. Добро, за крај би ве прашал едно генерално општо прашање за тоа како функционира здравствениот систем, еве пред се во делот на примарната здравствена заштита, бидејќи гледаме дека таму има константно турбуленции, константно се повторуваат истите проблеми, истите барања, имавме серија протести и на синдикати, нема да ве прашам конкретно за тоа, бидејќи одамна не сте таму во тој дел, но ги знаете, работите. Како да го подобриме конечно функционирањето на здравствениот систем во тој сегмент? Комплексна состојба е, факт е, меѓутоа од искуство, лично, една куќа се темели, почнува све од темелите. Значи, примарната здравствена заштита е базата, темелот. На средина е секундарната, врвот е терциерна. Значи, се што може она да се заврши на примарно ниво со соодветна услуга, достапна, олеснува за пациентот да заврши се на едно место. Секундарната е филтерот до терциерната. Например, на времето од хематичен лекар, се знам сега со некој колега на клиника, упа директно на терциерно ниво. Значи, тоа е прескапо за еден систем. Јас имав можност да имам 3-месечен престој во Јапонија за раководење со здравствени установи, менаџирање на здравствени установи. Значи,
Секаде во светот иде примарна, секундарна, па терциерна. Значи специјалистот што е на секундарна завршил иста специјализација со тој што е на терциерна. И затоа се воведе нели оној систем од примарна иде на секундарна, па преку мој термин потоа специјалистот ако смета дека треба да се прати на терциерно ниво, тогаш тој специјалист го праќа. На тој начин се направи некој редослед и некоја патека за движење на пациентите. Примарната здравствена заштита со закон е задолжителна за секој еден жител на државата и мора да биде достапна. Факт е дека се соочуваме со се помал интерес и помал број на матични лекари од општа медицина, од педиатрија, за гинекологија навистина бројот веќе опаѓа. Не зборам за Скопје, Скопје е покриен, меѓутоа зборам за внатрешноста, бидејќи за основни што се со устав за гарантирани здравствени услуги пациентите не може да ги добијат. Тоа се однесува на одливот нели на кадар, на население секако. Значи основата е примарната, таа мора да биде сериозно зајакната, мора да биде сериозно поддржана од фондот, од државата, за да имаат стимул и млади колеги да започнат со процес на приватни здравствени установи на примарно ниво. Секундарната е филтерот, како што кажав, терциерната е врвот. Значи, таму е научно-истражувачката работа и за оние најтешки случаеви. Значи, преголем луксус е за системот да вие одите директно на клиника. Значи, освен нели во ургентни состојби. Тоа е прескапо за сите светски системи, а камоли за нашиот. Значи, треба стимулација во однос на примарната, во однос на младите колеги, да има кофинансирани специјализации, да дел државата покрива, бидејќи навистина со инфлацијата која што е прескапо е, да кажам, и затоа европските држави зимаат од овдека готови кадри, затоа што вие за да добиете еден специјалист, вас ви требаат минимум значи од 5 до 7 години се специјализациите, па со субспецијализација тоа се 9-10 години вие да вложувате само во едукација и да го плаќате, тоа е прескапо. Значи прескапо е за Европа, камоли за кај нас, така да мора да има план и поддршка за млади кадри кои што ќе има кои да продолжат. Сега системот го држиме ние што сме на овие средни години, меѓутоа мора после нас некој да продолжи. Да. Добро, ви благодарам за ова интервју и еве да се надеваме дека нешто од овие совети ќе допре до надлежните. Ви благодарам. Благодарам и на вас. И со ова гостување на Татјана Баевска-Вучковиќ го завршуваме ова Студио 10. Почитувани, ви благодариме на вниманието и на довербата и се разбира, останете со програмата на Телевизија 24.